Добар ден, дневник на К3. Низ мерки и активности се спроведуваат во Кумановскиот центар за вработување со цел намалување на невработеноста. Во моментов отворени се повеќе огласи како обука за дефицитарни занимања, обука кај познат работодавач, како и огласот за практиканство, со кој се очекува дополнително да стимулираат и работодавачите и лицата кои бараат работа. Од неодамна започна да се реализира и проектот Македонија вработува 2, инаку продолжение на проектот кој минатата година даде извонредни резултати и придонесе за намалување на невработеноста. Обука за дефицитарни занимања, обука кај познат работодавач, се уште активен огласот за практиканство, како и обуки за странски јазици и компјутерски вештини, се само дел од актуелните кои им се нудат на невработените лица во градот. Сите баратели на работа имаат можност да изберат некои од мерките, а според раководителот на Кумановскиот центар за вработување Тренчевски, сите се атрактивни, особено за Куманово, како што рече, град кој има голем проблем со невработеноста. Обука за дефицитарни занимања, тоа се обуки каде ги спроведуваат лиценцирани спроведувачи на обуки, например изработувачи на градежна столарија, обуката се спроведува во Проспера. Имаме 15 лица на обуки кои ќе се здобијат со сертификат, уверение за кој ќе им користи за подобро вработување. Имаме обука за книгоодствени услуги која ја спроведува Virtual M, таму имаме 10 лица ангажирани, и нега на стари лица во среднообразовниот училишен центар Наци Будјон, исто така 10 лица. Во фаза на имплементација и обуката кај познат работодавач, тука имаме учество на 26 фирми и со 45 невработени лица кои се на обука исто така. Пообемна обука ни е практиканството, кое сега е баш актуелно. Тука имаме учество на 63 фирми и 89 невработени лица. Ќе напоменам дека лицата мора да бидат до 29 години и прво работно ангажирање. Огласот се уште трае до исполнување на квотата од 500 лица. Проектот Македонија вработува се покажа како еден од најуспешните проекти во процесот на отворање на нови работни места, чии поволности беа искористени од 10.140 компании. Значајните резултати кои ги постигна за само една година беа причината да државата го отпочни вториот проект Македонија вработува 2, кој првично беше презентиран во Куманово. Јас очекувам да биде надбината бројката од 911 лица која беше со проектот Македонија вработува 1 дова. Значи ќе бидам задоволен ако бројката надмине 1000 вработување по тој остав. Освен во Куманово, проектот Македонија вработува 2 беше презентиран и пред жителите на Липково и Старо Нагоричане. Во моментот во Куманово, според податоците на центарот, има 9880 невработени лица, активни баратели на работа и 8750 пасивни баратели на работа. СВР Куманово апелира до граѓаните да преземат поголеми мерки за безбедност и заштита на нивните домови и имотот за време на годишните одмори. Кумановската полиција ја започна акцијата Повлечи потек, заштити го својот имот од кражби. Зачестените обивања во домовите и кражбите во летниот период кога граѓаните се на одмор се наведува во соопштението на СВР Куманово испратено до медиумите, е причина за спроведување на ваков проект во јули и август, чија цел е преку разновидни активности во соработка со граѓаните и полицијата да допринесат за заштита на имотот на граѓаните. Меѓу препораките кои ги наведува полицијата, а кои треба да ги преземат граѓаните пред заминување на одмор, е да ги затворат прозорите и вратите, да не дозволуваат влез на непознати лица во домовите, да пријават доколку забележат нешто сомнително на 192, да се развиваат добрососедски односи, стои во соопштението на СВР Куманово. Граѓаните треба да ги чуваат вредните предмети на сигурно место, да не се остава впечаток дека се отсутни од дома. Домовите треба добро да се осветлени и по можност да се инсталираат алармни уреди и безбедносни камери. Со цел да се спречат провалните кражби во домовите и поради поголема заштита се препорачува да не се објавува отсуство од дома на социјалните мрежи. Се наведува во соопштението на СВР Куманово.
Оваа превентивна кампања се реализира последниве години и освен за летните одмори се спроведува и за поголемите празници. Целта е да се подигне свеста кај самите граѓани за обезбедување услови за поголема безбедност, а се реализира преку давање совети, делење флаери, советодавни групи и одржување на локални совети за превенција. Од СВР Куманово велат дека целта на оваа кампања е да се подигне свеста и интересот кај граѓаните за самозаштита и заштита на заедницата, да се подобри личната безбедност, како и да се изгради партнерство помеѓу граѓаните и полицијата при решавање на проблемите. Гевгелиската полиција поднесе кривична пријава против ДА-27 од Куманово. Поради постоење основни сомненија за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори. На 21 јуни во Атар на село Миравци при извршен преглед над пријавениот пронајдени се 2 хартиени маркици кои содржеле психотропна супстанца ЛСД. Одиме понатаму со останати теми. Во тек изградбата на кружниот тек во дворот на Кривопланичката болница професор академик Димитар Арсов, кој ќе возможи улеснет сообраќај до новото оделение за итна медицинска помош кој се очекува наскоро да биде пуштено во употреба. Претходно беше извршена замена на стариот асфалт на пристапниот дел околу болницата. Повеќе за прилогот во дневникот во 20 часот. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски со представници на локалната самоуправа, советници од општина Куманово и жителите на овој дел од градот свечено ја пуштија во употреба новоасфалтираната улица Романовска во населбата Диво населје. Проектот е со вредност од 1.500.000 денари и е завршен пред 20 дена. Градоначалникот Дамјановски заедно со жителите на улицата Романовска и представници и советници на општина Куманово свечено ја пуштија улицата која е дел од проектите завршени по развојната програма и тековното одржување на комуналната инфраструктура. Патот е завршен пред 20 дена, опфаќа 2000 метри квадратна површина, а вредноста е 1.500.000 денари, информираше градоначалникот Дамјановски. При тоа посочи дека во најскоро време ќе се завршат и улиците Свето Станковски и Перо Илиевски. Денеска сме тука со местното население за да го презентираме проектот. Проектот е завршен, каже, пред 20 дена, 2000 квадратни метри асфалтна површина, вредноста е 1.500.000 денари. Тој е дел од таа развојна програма, како што кажаме. Значи, во овој дел на градот ќе се завршат во скоро време, значи, подготвена е Свето Станковски, Перо Илиевски, она улица која заврши комуналната инфраструктура, значи приклучување на канализационата мрежа. Перо Стојменовски исто така е завршено, тоа е дел од тендерската постапка канализациона, водоводна и патна инфраструктура. Асфалтирањето е во рамките на реконструкција и изградба на околу 30.000 квадратни метри асфалтирани патишта низ приградските населби во Куманово. Во тек е работа на уште неколку локација, веќе на есен ќе следува нов бран реконструкции, при што голем дел улици ќе добијат бекатон или нов асфалт. Книгата Дрво кое шепоти од Борис Митковски беше промовирана во Кумановскиот центар за култура. Ова е втора стихозбирка на Митковски во која содржани се хаику творби инспирирани од христијанската мисла и филозофија. Книгата Дрво кое шепоти е втора стихозбирка на Борис Митковски, се состои од 150 хаику творби инспирирани од христијанската мисла и филозофија. Авторот Митковски објаснува дека инспирацијата за неговата книга земена е од новиот светител Свети Гаврил Светогорец од Лесново и од неговата поезија. И значи идејата за почеток на православната, значи христијанска поезија хаику токму ја влечам од светогорскиот старец Гаврил, затоа што значи да не се збори дека нешто ова микс на езотерична будистичка хаику и нешто со наши примеси, него е чисто земена од светиот Гаврил Светогорец и е направена како во стил на самураите, кои на православните самураи. Сите негови хаику творби се всушност богојавление, мал миг во кој срцето и умот го созерцуваат Бога, стануваат свесни за поврзаноста на нештата и за оној кој ги создал. Во хаику творбите на Митковски во навидом неповрзаните слики се бара он. Се на се станува збор за интересна мутација на изворната хаику структура и незиното културно прекодирање во кодовите на христијанството, пишува во рецензијата кон книгата писателот Венко Андоновски. Книгата е објавена со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и претходно била промовирана во Скопје. Треба да се обрне внимание како се чита и да се биде што по
имагинарен, значи што да се размислува имагинарно, што повеќе да се седне и да се навлезе во суштината на тие три стиха и во една тродимензионална имагинарна просторија да се најдат трите стиха како едно, значи символот на тројца во едно. Борис Митковски е роден 1976 година во Куманово. Завршил теолошки факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Велико Трново, Бугарија, а постдипломски студии на American Heritage University of South California, насока бизнис администрација. Поезијата го интересира уште од средношколските денови, особено хаику. Работел и во Авганистан, каде што се инспирирал да ги напише стихозбирките Патот во 2013 и Дрво кое шепоти во 2015. Со овој настан заврши и тродневниот саем на книга во Куманово, во организација на Антолог и библиотеката Тане Георгиевски од градот. Министерството за внатрешни работи објави конкурс за прием на 600 кандидати за полициски службеници, кои од октомври ќе почнат 12-месечната обука. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков на одржаната пресконференција изрази оптимизам дека согласно потребите на МВР ефективно ќе се изврши селекција на квалитетни кандидати за полициски службеници. Новина во овој конкурс посочи тоа што е сменет правилникот за селекција во однос на утврдените физички проверки, односно намалени се критериумите и се однесуваат за основниот полициски состав. По завршувањето на конкурсот нагласи оние што ќе сакаат да бидат во специјалните единици преку интерен транспарентен оглас, ќе мора да поменат построги критериуми за физичка подготвеност. Бројот на полициски службеници за кој објавен конкурс, информира Чавков, е согласно стратегијата за развој и управување со човечки ресурси, како и врз основа на направените анализи, процеси и потребите за справување со актуелните закани не само во Македонија, туку и во регионот. Имаме недостаток на униформирани полициски службеници и со оваа генерација кандидати сакаме да го амортизираме тој недостаток. Европскиот просек е околу 300 полициски службеници на 100.000 жители, а ние во рамки на МВР тој просек се уште го немаме постигнато, рече Чавков, и додаде оти утврдена потребата за зајакнување на персоналните капацитети на граничната полиција. Во регионалните сектори за внатрешни работи, информираш, има 50 до 60% подполнетост на потребите за полициски службеници. Според него полармантна е состојбата во СВР Скопје, каде што има 145 полициски службеници на 100.000 жители. Нашата стратегија е 4 годишна, но имаме направено до 2020 година и сакаме да го согласиме приемот на полициски службеници по основна пензионирање. До 2020 година на ниво на МВР по основна пензионирање ќе заминат 1400 вработени, од кои 1200 се полициски службеници, појасни министерот Чавков. До сега се изградени околу 700 станови за социјално ранливи групи на граѓани, а во моментов се градат околу 120, а планирана е градба за уште 500. Становите наменети за млади брачни парови се градат со предвидената динамика. До сега се изградени 2-катни гаражи во Скопје кои обезбедија 700 паркинг места, а се гради уште една со дополнителни 20. Ова го истакна премиерот Емил Димитриев по работната средба со директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов. Тема на состанокот беше реализација на владините проекти во делот на изградба на станови и други објекти. Димитриев истакна дека е задоволен од динамиката и степенот на реализација на проектите. Предноста која што ја нудиме преку програмата е тоа што каматните стапки се релативно ниски и ги гарантираме за подолг временски период, односно за 15 години. Одлично напредува и динамиката на градење на комерцијални станови и во подготовка е градба на нови. И ова е можност предпријатието со приливите кои што ги добива од комерцијалните станови да помага и за финансирање на други програми, рече Димитриев. Директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов искажа посебна благодарност до владата за помошта во надминување на одредени ситуации со кои се соочуваат во работењето, како и поддршката во однос на изградба на социјални станови кои ги градат заедно со владата и Европската централна банка. За лицата кои што се со ниски примања, потсети дека владата донесе одлука со која што од 2006 до денес на овие лица кои паднале нешто пониско и станале приматели на парична помош, владата се обврзува да им ја плаќа закупнината, односно киријата. Во Франција прогласена 3-дневна жалост по нападите во Ница, во кој најмалку 84 лица загинаа, а над 100 други се ранети кога камион удри во толпата луѓе кои го следеле огнуметот во чест на националниот празник на Франција 14 јули.
Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го осудија терористичкиот напад во Франција и порачаа тероризмот нема никогаш да ја победи демократијата. Австрија ќе учествува во мисијата на Фронтекс за обезбедување на унгарско-српската граница. Свето денеска. Тридневна национална жалост се прогласена во Франција, почнувајќи од утре па до понеделник, објави францускиот премиер Мануел Велс. Тој го изјави тоа по вонредната седница на Советот за одбрана свикана од председателот Франсуа Оланд по нападот извршен синоќа. Во говорот Велс наведе дека цел на терористите да се внесе страф и паника во државата, но Франција е голема земја и голема демократија и нема да дозволи да биде дестабилизирана, нагласи Велс. Според последните податоци, најмалку 84 лица загинаа, над 100 други се ранети, доцна синоќа во францускиот град Ница, кога камион удри во толпата луѓе кои го следеле огнометот во чест на националниот празник на Франција 14 јули. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го осудија терористичкиот напад што синоќа се случи во францускиот град Ница. Столтенберг и Шулц испратија јасна порака дека тероризмот нема никогаш да ја победи демократијата. Притоа и двајцата изразија силно жалење и сочувство со жртвите и нивните семејства на терористичкиот напад. Според челникот на Европарламентот, физичките и психолошките рани ќе биде потребно време да се излечат, но тој ги повика французите да се спротистават на искушенијата на поделба и омраза. Слобода, еднаквост, братство. Франција ќе остане цврста, порача Шулц. Генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг пак истакна дека е шокиран и тажен поради терористичкиот напад во Ница. Тој порача дека неговите мисли се со семејствата и саканите на жртвите и со сите оние кои се засегнати во грозоморниот чин што се случи синоќа во Ница. Австрија ќе учествува во мисијата на Фронтекс за обезбедување на унгарско-српската граница, најавија министрите за внатрешни работи за одбрана на Австрија Волфганг Соботка и Ханс Петер Доскоцил. Од почетокот на август Франција ќе испрати 20 полицајци на унгарско-српската граница, изјави Соботка пред новинарите по средбата со унгарските министри за внатрешни работи за одбрана. Ваквата најава уследи откако Соботка и Доскоцил вчера го посетија граничниот премен Хоргош на границата меѓу Србија и Унгарија. Доколку нашиот тим Вардар го елиминира на гостински терен Динамо Загреб, повторно може да се сретне со Динамо, ама од Грузија или со Алашкерт од Арменија. Вардар треба да оствари победа со 2 и повеќе дадени голови за да го мине Динамо Загреб на Максимир во среда и во третото квалификациско коло ќе игра со победникот од дуелот помеѓу Динамо Тбилиси од Грузија и Алашкерт од Арменија. Ова е исходот по ждрепката во седиштето на УЕФА. Во првиот надпревар во Тбилиси заврши со победа на Динамо 2-0 пред реваншот кој се игра идната недела. Динамо Тбилиси е екипа која што неколку години поред игра во квалификациите за Лигата на шампионите и е поранешен клуб на нашиот играч Дарко Глишеќ. Алашкерт пак за прв пат се соочува со предизвикот во елитата во Европа. Вардарци веќе се фокусирани кон реваншот во Загреб. Нема предавање се додека има шанси од име на победа на Максимир за да се пласираме во третото квалификациско коло од Лигата на шампионите и покрај негативата од првиот меч кога Динамо среќено победи во Скопје со 2-1, покрај многуте шанси на црвено-црните кои два пати ја погодија стативата и еднаш пречката од противничкиот гол. Јуниорската до 20 години ракометна репрезентација на Македонија од вчера се наоѓа на подготовки во Словенија пред настапот на Европското првенство во Данска. Избраниците на селекторот Александар Јовиќ досега тренираа во Скопје и Маврово. Ракометната репрезентација на Македонија, односно јуниорската репрезентација до 20 години се наоѓа на подготовки во Словенија пред настапот на Европското првенство во Данска. Во Словенија нашите ракометари ќе одиграат и 2 контролни дуела со соодветната селекција на Словенија. Вечерва со почеток во 18 часот и 30 минути и утре од 13 часот. Последната фаза од подготовките јуниорите ќе имаат во Умак, каде исто така ќе бидат одиграни 2 надпревари со Хрватска. Репрезентацијата на Кулдинг, Данска, ќе замине на 27 јули, а шампионатот почнува следниот ден. Македонија во групата Ц со домаќинот Данска, Норвешка и Холандија. Првиот надпревар го играме против Норвешка. Во второто коло ривал ни е Данска, а во третото Холандија. Двете првопласирани селекции ќе играат за пласман од 1 до 8 место.
Кошаркарската репрезентација на Македонија до 20 години со денешниот надпревар против Ерменија ќе ги почне надпреварите на Европското првенство Б дивизија што ќе се игра до 24 јули во Халкида, Грција. Македонија се наоѓа во групата А со селекциите на Црна Гора, Грузија и на Португалија. Почетокот на дуелот со Ерменија во 15 часот и 30 минути. Утре играме со Црна Гора, во недела со Грузија, в среда со Португалија. На шампионатот учествуваат 21 репрезентација. Во Б групата ќе играат Полска, Русија, Исланд, Белорусија и Естонија, а во С групата се Велика Британија, Грција, Холандија, Косово, Република Ирска и Албанија. Во Д групата се среќаваат Босна и Херцеговина, Хрватска, Словачка, Бугарија и Романија. Двете првопласирани селекции од секоја група ќе играат во четвртфиналето, а трите првопласирани на шампионатот ќе изборат пласман во А дивизијата за следната година. Во продолжение на дневникот да проследиме временска прогноза за североистокот. Ова беше последната информација во дневникот. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно попладне.